Дали знаевте дека можете комплетно да автоматизирате објавување на постови и слики на вашите социјални мрежи, како на пример на Instagram, со помош на Make.com апликацијата без било какво претходно знаење за програмирање? Во овој видео ќе ви покажеме како тоа би изгледало. Make.com ви е страна каде што можете да автоматизирате било какви процеси на различни начини со помош на вештачка интелигенција. Се што треба да направите е сега да креирате ваш акаунт, доколку немате креирано, или пак најавете се. Откако ќе се најавите, креирате нов сценарио, доколку сте член на нашето комјунити RoboNuggets, ќе имате blueprint кој ќе би можеле да го симнете и само ќе идете на 3 точки, Import Blueprint, Choose File, Automate Instagram JSON. И веќе вие го имате самиот процес, самиот начин кој би функционирало автоматизацијата. Ова прва точка ви е како бројач, increment function, кој што ви брои колку постои има објавено, колку пати се извршил овој цел процес. Dropbox ви е апликација каде треба да се завршиме една конекција од каде би ги земале сликите кои би ги постирале. Google Sheets не е потребен за да ги напишеме сите наши цитати кои ни се потребни во случајот за Instagram и правиме конекција со нашиот Instagram акаунт. Значи, ние ќе правиме Instagram страница која ќе објавува мотивациони цитати, така да потребен ни е ChatGPT за да ни ги даде тие цитати. Јас веќе напишав командата која ни е потребна, таа ќе ви биде достапна во комјунитито RoboNuggets и командата гласи: на македонски јазик даде ми табела од 20 уникатни цитати од Александар Македонски во случајов, со следните колони. Индекс, кој ќе почнува од 1, тој ќе ни брои колку цитати се тоа. Title, или краток наслов за самиот цитат. Цитат кој ќе биде нешто пократок од 280 карактери. Исто така ќе ни треба и Instagram опис, кој ќе биде релевантен со цитатот и ќе има едно емоджи и 2 хештегс. Па ChatGPT ќе ни ја даде следнава табела, секој со наслов и Instagram опис со емоджи и хештегови. Оваа табела, како што гледате, има 20 цитати. Ја копираме и одиме на Google Sheets. Овде правиме нов sheet, spreadsheet, правиме паст на табелата и ја добиваме самата табела со индекс, наслов, цитат и Instagram опис. Следниот чекор е правење на Instagram постовите, поточно дизајнирање на самите постови, како тие би изгледали. А тоа би го направиле со помош на Canva, страница каде што можеме да дизајнираме што сакаме. Креираме нов проект и го креираме за дизајнирање на Instagram пост. Откако се креира проектот, ние наоѓаме некој дизајн кој би го користиле за цитатите. Пример, овој дизајн е добар, каде тука би стоел цитатот, а тука би ни стоел насловот на цитатот. Но, ние сакаме сега автоматски да ни се направат сите 20 цитати, без мануелно да ги пишуваме. И како тоа да го направиме? Едноставно, имаме функција Bulk Create на Canva, каде што можеме да ја внесеме целата табела од Google Sheets со помош на Copy и Paste. Да копираме прво табелата за наслов, потоа копираме колоната за цитатите, одиме дан. Како што можеме да видиме, имаме title и имаме quote.
како да ги поврзиме title со наслов на цитатот и quote со цитат. Тоа е едноставно. Го селектираме текстот цитат, трите точки и одиме Connect Data. Селектираме quote и потоа одиме наслов на цитат, три точки, Connect Data, Title. Одиме Continue и одиме Generate 20 Design. Viewing Folder, Bulk 1 цитат и ги добиваме сите 20 цитати автоматски напишани. Сега, како да ги спуштиме овие цитати? Одиме Share, Download, ги селектираме сите страници, Page 1 до 20, тоа се All Pages, Done, Download. Откако не се симнат сите 20 цитати како слика, тие треба да ги аплодираме во Dropbox апликацијата. Тоа ќе го направиме така што ќе одиме во Dropbox страната, ќе креираме фолдер, ќе го именуваме цитати, create и овде можеме да ги селектираме сите слики, да ги влечеме и така ќе ги аплодираме. Како што гледате, сите слики се аплодирани и сега се што треба да направиме е целиот овој процес да го поврземе. Автоматизацијата ја поврзуваме така што кликаме прво на Dropbox, каде што правиме конекција со наш Google акаунт, одиме на Add, поврзувате Google акаунтот со mail.com и со Dropbox, потоа одиме во файл. Мене веќе ми е направено се, но ќе ви покажам повторно. Прво одмапираме, кликаме файл кој што сакаме да го мапираме, тоа било цитати, кликаме на единицата и сакаме да ги мапираме фајловите, поточно сликите. Потоа кликаме на Map и ја бришеме единицата и го избираме ова и. Ова и поточно нас ни го поврзува Dropbox со функцијата Tools, инкрементирачката функција, која што ќе ни брои од 1 па нагоре. Одиме Save. Следно треба да го поврзаме Google Sheets. Исто така го поврзуваме со Google акаунтот, кој што ќе го користиме, каде што ни се зачувани цитатите. Имаме Spreadsheet ID, го селектираме Spreadsheet кој што сме го напишале, каде што ни се цитатите. Селектираме Sheetот, како ни е именуван, тоа е ова доле, Sheet 1. И имаме Table Contains Headers, поточно наслови, тоа ни се Index, Title, Quote, Instagram Caption. Нашиот range на колони ни е од А до CZ, колку што ни е и табелата на самиот Google Sheet. И правиме филтер на индекс, поточно ние броиме индекс од 1 до 20. Text оператор equal to 12 и поточно тоа би ни почнало од бројот 1. Ascending за да ни брои од 1 па нагоре. Кликаме Save. Следниот чек што треба да го направиме е да ја поврземе Instagram страницата со нашиот автоматизиран процес. Тоа би го направиле со кликање на Instagram for Business. Го селектираме нашиот акаунт и селектираме нашата страница. Јас веќе имам направено тест страница на која би ви покажал пример како сето ова функционира. Во фото URL треба да ни стои линкот од Dropbox, поточно download URL од Dropbox
точката, за да ни се спуштат сликите директно од Dropbox. Потоа, во Caption полето треба да ни стои од Google Sheets полето Instagram Caption, така да овој Instagram Caption би ни се објавил на Instagram постот. Кликаме Save и целиот овој процес е завршен. Сега, за да целиот овој автоматизиран процес функционира или всушност да се објави самиот Instagram пост, потребно е да кликнеме на Run Once или да си одбереме време за кое што сакаме на колку време сакаме да ги објавиме постовите. Нека стојат 15 минути. Јас само ќе ви покажам пример Run Once како би изгледало тоа. Како што гледате, самиот инкремент функција почна од 1, зема сликата од Dropbox, ја спушта, зема од Google Sheets Instagram описот и Instagram цитатот и го постира на Instagram. Како што можете да видите, ова е тест Instagram страницата. И еве го нашиот прв цитат. Нема ништо невозможно за оно што ќе се обиде. Наслов: нема невозможни цели. Дали е така? Така е. Како што гледате, тоа е целиот автоматизиран процес, без било каков вид на кодирање, без било какво знаење за програмирање и се останато. Како што видовте, ова беше целиот процес на објавување на Instagram постови автоматизирано со помош на make.com, а се тоа можете да го научите со наша помош од комјунитито RoboNuggets. Сега ќе ви покажам како да стигнете до таму. Ова е RoboNuggets Македонија, каде што имате тука линк, кликате на линкот, ќе ве однесе на оваа страница. И се што треба да направите е да се зачленете на ова комјунити, каде што имаме секојдневен разговор, секојдневна комуникација со сите членови и за самите troubleshooting, и за идеи, и за поддршка. Имате Classroom, каде што ни стојат сите лекции, кои што можете да научите автоматизација. Имате календар за сите наши дружења, кои ги организираме, каде што можеме да си разговараме лице во лице преку камера со Ask and Advice. Исто така имаме и поле Members, каде што можеме да ги видиме кои се сите наши мембери. Како што можете да видите, тоа е нашето комјунити, каде можеме да ви помогнеме во секој начин со автоматизација со помош на вештачка интелигенција. И тоа би било се за оваа епизода. Ово ви е уште еднаш целиот процес на автоматизација. Доколку имате некои прашања или идеи за кои би сакале да објавувам подоцна, молам коментирате коментарите подолу и поздрав, тоа е се од мене.